Добро вечер, почитувани гледачи. Ново издание на Заспи ако можеш со Драган Милосављевиќ и Горан Момировски. Вечерва се вртиме кон теми кои што се чини неоправдано ги запоставивме во последниот период или ги спомнуваме само пропратно, додека главно се занимаваме со внатрешна политика. Имено вечерва наша цел е да зборуваме за геополитика, за меѓународни односи и пред се за она што се случува на истокот на Европа, за судирот меѓу Русија и Украина и велам ке се согласите за судирот кој што се случува во исто време меѓу Русија и незините источни сојузници и целиот западен свет од другата страна, кој се уште не е директно на воено поле, туку е меѓу тоа на сите други начини, социјално, економски, финансиски, политички, па ако сакате и идеолошки. За таа цел вечерва наш гостин е господин Мирча Дамчевски, долгогодишен новинар, своевремено дописник од Москва и човек кој што и тоа како се разбира во темите за кои што планираме да зборуваме. Добра вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Да. За почеток само, бидејќи вчера не успеавме од разбирливи причини да позборуваме малку повеќе за Скопскиот земјотрес. Имено вчера беа 60 години од катастрофата која што го одбележа практично главниот град. Сакам да спомнам со вас затоа што вие сте сведок на тоа време, сте биле во тоа време 13-14 годишно момче и сте имале таа несреќа дефинитивно да се уверите во живо како изгледа земјотресот. Јас сум роден во Скопје, меѓутоа многу подоцна. Горан, иако е горде Барчанец, всушност исто така е роден во Скопје, но повторно му недостасуваат години за да видел и да се запамти нешто, додека вие сте имале, повторно кечам несреќа, но и можност единствена да го доживеете земјотресот во Скопје. Вие јавивте и темата за вечерве, што е, мене ми е навистина жал тоа што се случува таму на фронтовите во Украина, за таа трагедија, меѓутоа и баш денеска во еден разговор спомнавме дека еве Скопје баш вчера спомнавме дека еве Скопје имаше и Скопје таква трагедија. Што можам да кажам, жештиниве сегашни што ги имаме сега исто беше и тога жешко. И вечерта пред земјотресот со моите родители одевме поред Кеот, се подготвив ден после земјотресот, требаше да заминам со феријалци на Јадранско море, иако имав 13,5 години, успеавме некако да извадиме феријална книжка и да купам купаќи, не знам ова, се што е потребно. И така насмејани, расположени, пекол народот покрај кеј преполно. Вечерта не можеше да се спие и забалето одеднаш само слушам, мајки ми свика по татко ми Мете, татко и Методија се вика, Мете, децата, и ние тројца браќа бевме во спалната легнати, се пативме за ракат по скалите право. Иначе јас сум роден во Пролече, во населбата Пролече, така е векада. И стрчавме доле по скалите пред зградата и после, не знам дали имаше 30 секунди или минута, веќе не може да се сеќам, одеднаш некаков татнеш почна поземи, не знаевме што се случува, дали сега ќе се отвори земјава, дали нешто ќе се крене во воздух и чатиите, покривите од зградите почна да се ништат лево и десно. За среќа тие не се срушија зградите. Прашина се крена, не знаеме веќе што да правиме, цела населба натаму со прашина, луѓе, пискотници некаде се слушаат таму да Маџар мало, од Кеново мало. Веднаш свативте дека е земјотрес во прашање? Да, свативме дека, мислам, јас сватив дека е земјотрес, дека извика и луѓе, вика земјотрес. И од наша зграда имаше повредени тие што живеа на приземе, некој рипна од балконите, меѓутоа кој шинал нога, кој сепак од ниско скок. Од ниско, да. И така вечерта отидовме во расадникот, ние го викавме расадник, тоа одма до Тутунскиот комбинат имаше една така еден длабнатина со овошки и таму преспавме вечерта и после неколку дена за кога се заврши работите,
Јас заминав, меѓутоа тие денови додека заминав, беше јасно дека се работи за трагедија голема. Татко ми работеше во внатрешни и воопшто не беше присутен поради мора да одат на терен таму да помагаат, да расчистуваат. И ден денес сега можам да кажам во на ум ми се Радио Скопје и само цело време гаше зборува Радио Скопје. Значи најдо некаде радио ставија звучници тука во привременото смештувалиште во Обојот и ги соопштува имињата на загинатите. Значи, мислам тоа човек не може да го заборави додека е жив, се разбира. Да. Господинот Јован Поповски, наш колега своевремено, бил првиот кој што успеал да се качи на Бандера. На Бандера се качи, Јован Поповски се качил на Бандера, видел некои поштари, се качил на Бандерата, а тогаш каблите телефонски не се као сега да речем, поземно имаше телефонски кабли на Бандери, како што се бе електричните кабли, и Јован Поповски успел да се качи и да се јави во политика, да соопшти во Белград дека Скопје е разурнато од земјотрес. Да не се заборави во секој случај да се сеќаваме на земјотресот, исто така да бидеме горди на градот во кој што сме родени, кој што му припаѓаме, зборам за Скопје не се разбира, меѓутоа и за сите во Македонија, градот убав повторно никна, така се вели. Само уште една анегдота условно кажано, од тоа време холандски авион токму во 5 часот прелетувал над Скопје и пилотот на авионот успеал да го доживее од горе, од небо, уривањето на градот и тој првиот човек што всушност јавил, тој не знаел за што станува збор, само видел огромна количина на прашање и уривање на згради и рекол овде има 50.000 мртви, Скопје уништен град. И тоа бил првиот воопшто човек кој што се јавил да соопшти она што се случило. Но добро, го оставаме Скопје на страна и денеска не е во многу убави раце би рекол, но ние ќе се префрлиме на една друга катастрофата која што веќе 17 месеци трае на истокот на Европа, конкретно во Украина, војната меѓу Русија и Украина, нешто што ја промени практички, тектонски ја промени состојбата на европскиот континент, па веројатно и во светот. Еден мудар човек рекол, во војна прва гине вистината, и тоа е најубаво се гледа на овој пример. Вие имате секојдневно информации од фронтот, украинците велат 200.000 руси убивме, русите велат не е точно, ние убивме 200.000 украинци, ние уништивме 1000 тенкови, не, ние уништивме 1000 тенкови, ние влеговме тамо, не, вие влеговме тамо, вие немате оружје, не, вие имате оружје. Еден навистина хаотичен непреглед на работите во кој што тешко може да се најде тој што многу сериозно не ја следи состојбата од многу повеќе извори и тој што на крајот на краиштата сака објективно да гледа на работите. Значи, дефиницијата за лагата сосема ви е точна. Јас имам еден мој колега во Русија кој што живее во Москва и тој на почетокот уште на војната имаше еден пост на Facebook и која рече сето ова е лага, сето е ова поток од лага, сето ова е море од лага. Значи, вистината е жртва. Вистината е жртва. Има лаги и од едната страна, има лаги од другата страна, има пропаганда од едната страна, има пропаганда од другата страна. Меѓутоа, загинатите се факти. Загинатите се факти, независно дали се 200, дали се 30 или 500.000. Јас само се сеќам оваа фон дер Лајен, првиот човек на Европската Унија, таја кажа пред неколку месеци дека имале околу над 100.000 жртви тогаш, зборуваше минатата година, па после беше повлечен. Го повлека. После така што може да се зборува дека има стотици илјади жртви и на едната и на другата страна, меѓутоа јас кога го кажам, го велам ова, не можам да го потврдам. Значи нема потврда затоа што евиденција си водат државите, се обидува западни некои извори или истражувачки групи да утврдат во Русија колку има загинати и според нека нивна методологија читале вестници или во внатрешноста на Русија се соопштува таму толку умреле на фронтот, толку гледале на гробишта како закопа и дојде некоја бројка баш пред еден месец, мислам дека беше околу 40.000, околу 40.000 имаат потврдено, значи тие истражувачите
руски војници. Во секој случај, страшни цифри, тоа е она што е на теренот, трагедијата на теренот. Меѓутоа, ќе ме интересира во случајот повеќе позадината на целата приказна. Па сега за позадината сме зборувале, мислам и порано и кај сум бил. Позадината е судирот кој што е на војна која што трае можеби повеќе од 10 години. Прво беше невидлива, само беше пропагандна војна. Тоа луѓето експертите кои што се за војни се вика таа специјална војна во која што дел е пропагандата. И имаше пропаганда од исток, имаше пропаганда од запад и конечно во 2021 година во декември Русија испрати како повеќе писмо отворено до НАТО и до Америка, во која што бараше да се разговара за гарантирање на незината безбедност, односно воопшто како да се средат работите да Украина не влезе во НАТО, да има гаранции безбедности. Одговорот од Америка и од НАТО беше нема вие што да барате од нас, НАТО е отворено за сите, не може да ни се мешате во тие работи. Рускиот одговор на таквиот одговор на американците, кога ги праша Русија што ќе правите, ќе преземе војно-технички мерки и навистина војно-техничките мерки бидовме на 24 февруари лани беше инвазијата или агресијата руска во Украина, иако не треба да се заборави дека руските трупи беа на украинската граница во 2021 година уште од пролета, значи имаше можеби 100.000 војници до близината на украинската граница. И сега вие знаете како е во театрите или во филмовите, кога во кадар ќе видите некој оружје, тоа после некој кадар оружјето ќе проговори. Во третиот чин секогаш пука, да. Некогаш пука. Токму така, чим е војската донесена, не случајно е донесена. Тука јас претпоставувам, ако американците одговорија позитивно или НАТО на руските барања за разговори, за преговори, дека немаше да дојде до инвазија, но се случи тоа што се случи, тие трупи влегоја и до ден денес последиците ги гледаме од ланиот. Да, Драган го интересира рече предходно околу причините. Мене повеќе во моментов ме интересираат последиците од овој руско-украински или руско-американски, руско-НАТО прокси судир, да го наречеме, нели? Еве, да тргнеме со последната ситуација што влијае на светските односи. Зборувам сега за повлекување на Русија од договорот за житото, за извоз на украинското жито. Че да не забораваме, само Украина е најголемите извозници на жито на светот. Зборуваме за 13% од пшеницата, 20% од пченката и така натаму, значи сериозен, еден од 5 најголеми и три мислам дека најголеми извозници. И за тие што не знаат, договорот за извозот на житото беше практично направен среде војна. Значи се дозволи преку украинските пристаништа со турско посредништво, и Обединетите нации. Така, да, постоеше еден центар во Истанбул, каде што заедно се координира за житото и тоа траеше буквално до пред неколку дена, кога по нападот врз Кримскиот мост, тоа веројатно беше како повод земено од Русија одлучи униlaterално се повлече од него и од тој момент па натаму вели ние не ги признаваме веќе од договорите што се направени и ние може да го нападнеме било кој брод што влегува во Добро. Значи, не е нападот на Кримскиот мост повод за укинувањето на излегувањето на Русија од договорот. Русија уште претходно беше револтирана затоа што во спроведувањето на тој договор воопшто не се водеше сметка за незините барања. Не се водеше сметка затоа што, значи, кога се прави договор, ние ќе дозволиме да се има транзит низ Црно море на украинско жито, но за возврат бараме да се дозволи транзит и на наши ѓубрива, на амоњак низ територијата на Украина до Одеса од Русија и да се дозволи на условно речено земјоделската банка на Русија да се дозволи да се вклучи во SWIFT системот за. Од каде што беше исклучено, да. И сега сето тоа, меѓутоа
Гутиереш, првиот човек на Обединетите нации, стално викаше, ќе го направиме тоа, па еднаш беше прекината, ако се сеќавате сделката, па после пак ветуваше, Гутиереш, сега еве ќе пратеше писмо до Путин, не ќе биде вака, ќе биде вака. И русите веќе беше, знаете, и веќе го најавија прекинато, месец дена пред официјалното прекинување, дека да, овој пат прекинот ќе биде сериозен и се дека не се исполнат нашите барања, ние нема да дозволиме да има транзит на жито и житни култури, сончогледи и така. Сега сето тоа се сопна, дали провокацијата беше украинска, дента или кога, знае тие кога истекува договор на 17 јули. Меѓутоа провокацијата беше направена, а Русија како што одговори првиот пат на провокацијата на нападот на мост, на Кримскиот мост, ако се сеќавате со камионот, големата детонација, тогаш русите има огромни напади врз енергетската структура на Украина и сега викаат дека еве Русија го искористил. Не е точно. Русија го користи тој чин на Украина, таа провокација на Украина, за да рече, еве, нема да остане неказнето вашето дејство кон Кримскиот мост. Што ќе биде удар по Одеса, по деловите каде што таму се транспортира жито, дека што се товари житото, и не само Одеса, дел и во Николаев, а вчера, завчера, деноеве, и во пристаништата има едно пристаниште Исмаил, друго кое што се блиску до романската граница. Сами влеговте во тој момент. Романците реагира, романскиот председател да ме кеве на нашата граница, блиску до нашата граница се бомбардира, така што гледаме дека лесно може да се случи да излезат работите од контрола и да залета некоја руско или украинска ракета на романска територија, ќе ве врата малку назад, кога беа масовните бомбардирања од страна на Русија на енергетските системи, една ракета падна во Полска, загина С-300, но таа беше украинска. Па тоа ми е во првиот момент никој не знаеше. Украина одма рече, во првиот момент русите бомбардираат Полска, руска ракета, ама ција, пошто знае се, појаците се поврза, истражија и рекоа дека украинската противвоздушна одбрана погрешно истрелала или ракетата може не била исправна и паднала на полска територија и убила 20 пољаци. Така да, значи лесно може да се случи да рече нека еве агресија руска врз напад, врз НАТО, што според членот 5 договорот знаеме дека НАТО ќе мора да ги штити своите членки. Значи лесно може да се случи да ескалира до непотребни граници. Тука навистина ме интересира дали стварно толку лесно, дали стварно Германија има најави деноиве нели дека Германија ќе штити Полска доколку дојде до таква ситуација. Сега нели полската граница е прилично жешко жариште, таму има концентрација поголема на руски војници, но сакам да се вратам претходно малку околу житото. Ме интересира кога беше блокирано и украинското жито, па и голем дел од руското жито, нели, на светските пазари, дојде до зголемена цена на житните производи, па и на лебот. Нели, житото генерално расте цената последниве десетина години, но одеднаш во текот на ланската година за време на војната отиде, сега да не кажам некоја сума од, да не ми се смеат, 500, не знам, $50 тон или нешто така, не е важно. Вчера случајно со луѓе кои што се во тој бизнис со жито велат дека во моментов цената на житото, на брашното е многу ефтина, а во Македонија цените на житните лебови такви работи се многу поскапи. Некој тука се игра со зборот за Македонија. Меѓутоа, прашањето ми е, ако не се врати овој договор за житото, што ќе се случи тогаш? Целиот свет ќе има се соочи со недостаток на житни производи. Не, сега прика и тука има посебна приказка. Значи, Украина извезуваше жито. Скоро 50% од тоа извезено жито заминуваше во Кина. Над 40% замина во Европа, Холандија, Италија и Шпанија, не ме држите за збор, значи во Европската унија, а само 2-3% замина во Африка, онамо каде што сите викаат, леле, ако нема жито, ќе умрат луѓето од Африка, ќе нема храна да се прехранат, така што житото отиде во Кина, отиде во Европа,
овие на кои што им е неопходно многу мали количество отидоа. Дури сега некој пак вика гледате Русија што пре не дозволува извоз на жито, ќе изумрат африканците или други во Азија или било каде, или Латинска Америка, не е битно. И мора да се притисне Русија да го потпише договорот, да го обнови. 5 држави на Европската Унија не дозволуваат извоз или транзит на украинско жито низ нивната територија. Прва е Полска. Значи Полска, која што е еден од најголемите поддржувачи и помагачи на Украина, не дозволува транзит, нити дозволува извоз на украинско жито на незина територија, си го штети своето, се побунија земјоделците, значи интересите. Во државната, во светската политика, главен двигател или перпетум мобиле ќе има само ако има интерес. Ако меѓу мене и вас имам интерес, работите ќе нема машината ќе врти нон-стоп. Така и Полска. Сега нема интерес. Сега има притисок, Украина, Зеленски се јавува, моли Бога, аман да го укинат таа блокада. Таму е Бугарија, таму е Романија, таму е Полска, таму е Унгарија, таму ми се чини и Словачка. Значи, сите ниједна не сака да има транзит или извоз на жито низ таа територија. И сега некои заседавале, па имаше кратко соопштение од Европската Унија, веројатно на ниво на амбасадори, дека овие 5 земји остануваат на своето тврдење, дека не треба да се дозволи. Па сега бараат нови рути, па ќе оделе горе преку Литванија, мислам, сето тоа ќе зголеми цената, транспортот ќе влие врз конечна цена. Така што има игри, но еве ви кажа, гледате ви, интересот кога на Полска за житото нити Украина, нити било кој не гледа. Таа воведува санкции. Така ќе биде. Сега може би нешто да направат или да се пазарат внатре во Европската Унија тие 5 држави, ама затоа што знаете, извозот на украинското жито во Полска доведе до пад на цените на внатрешниот пазар. И сега земјоделците полски кои што вложиле хемикали, вложиле труд, вложиле, си знаеш дека нивната цената на житото е 10, да речем, не знам колку е, еден. А сега со украинското жито паѓа нивната цена, тие не може да ги продаат нивните количества, сите си купуваат, поготово тие милничарите и трговците го купуваат украинското жито. И така се случи и на пазариве надвор. Веројатно и кај нас може би тоа да е, ако е увезено жито од Украина, да е поевтино отколку нашите милничари кукаат во држава. Многу, не знам, некој имаше нека бројки се спомнува, кои што вика нам не ни се исплати, вика да го продаваме тоа жито. Така да игри се големи со... Интересно е, убаво го спомнувате ова, токму пред да започне овој ембарго, условно кажано, на украинското жито, почна информации дека украинското жито не чини, дека нема квалитет, дека во него има огромна количина на валкани, не знам, елементи, хемии и така натаму. И зашто го спомнувам ова? Полска и Украина имаат своји анимозитети многу одамна, особено околу времето пред Втората и во Втората светска војна, Волинскиот масакар и така натаму. Меѓутоа, повторно, заради свој политички интерес, Полска, која што историски тврди дека наоколу 100.000 пољаци биле убиени од украинските националисти, умешно го заборави тоа и е најголемиот поддржуваш на Украина и во воена и во техничка смисла. Практично целото оружје што доаѓа од САД и од НАТО, првин доаѓа на полска територија, па од Полска се префрла. Сега читав негде дека во Полска започнуваат се работа и овие фабрики за ремонт на украинското оштетено оружје. Не е баш така, Полска не заборава тоа, тие некои има граѓаните не, но власта не, па и власта некои одбележува 80 години од Волинскиот масакар и заедно беа претседателите на Украина и на Полска во една црква во Полска. Меѓутоа во официјалниот приод на Полска стои дека Украина треба да се извини за злосторствата што се направени. Значи се прават некои обиди да се надмине она што било во минатото, но сепак има сили националистички, јас би ги рекол, кои што не сакаат да дозволат такво нешто да дојде до помирување. Иако според мене би требало да е помирување, затоа што навистина таму има жртви и од едната и од другата страна и убаво рековте вие, тоа веќе историски спорови се тие. Па ние знаеме за тоа. Ние знаеме за тоа. Ги имаме ние.
Тоа не се спорови од вчера или од Прва или Втора светска војна, тие со веки више од Со векови се, да. Од друга страна сакам да се вратам на моментот, ги спомнавте Измаел и Ирени, тоа се двете украински пристаништа на Дунав, кои што се наоѓаат веднаш покрај романската граница. Имав прилика да гледам неколку видеа од романска страна. Значи буквално преку реката Дунав е наистина голема река, меѓутоа делтата таа на огромна меѓутоа гледате како удираат руските ракети на пристаништата кои што од романска страна се на неколку стотини метри. И сега тука две работи се поставуваат како прашање. Едното беше тврдењето дека русите веќе не поседуваат таква технологија која што совршено прецизно може да гаѓа на, тоа беше дел од пропагандата, на територија која што е на толку опасна позиција. Бидејќи ако имате ракета која што не е совршено управувана, таа може навистина да удари на романска територија да направи 300 глупости. Од друга страна, прашањето е зошто Русија би ризикувала такво нешто. За мене тој е клучниот момент. Зошто Русија би ризикувала, каква е пораката? Тие може да ја гаѓаат Одеса, како што ја гаѓаат нон-стоп. Не верувам дека Рени е клучното место или Измаел, каде што мора да се погоди. Значи тоа е многу политички и прецизно пресметано. Па сега дека немаме само вооружена војна, него има и политичка војна, имате психолошка војна, имате различни варијанти на водење војна, така што и тие може го бомбардираат Рени или Измаел да докажат дека и овие пристаништа утре други ден да знаете ќе бидат уништени и ние ќе воведеме блокада комплетна на извозот на украинско жито. Тоа веќе и британците го најавија дека Русија се подготвува да воведе блокада на сите пристаништа, така да за украинските бродови, така што тоа е дел од војната. Од друга страна, го гледав Владимир Путин, председателот на Русија, вели ние сме подготвени на африканските држави, оние кои што немаат објективно жито, да им го дадат без пари. Тоа го кажа, тоа не му е прв да го каже. Меѓутоа, знаете, за Русија $1 милиарда да речеме да даја за жито не е ништо, иако војни услови сега значат многу тие $1 милиарда, но да не забораваме дека баш Путин пред години, кога почна одново да се врти кон Африка, им прости долгови по десетици милиарди долари на одредени африкански држави, така што знаеше дека не може да ги вратат. Не може да ги вратат. Меѓутоа, сакам да кажам, со таквиот потек ги купува, им кажува дека нема потреба, ќе ви го простиме долгот, или место $20 милиарди ќе вратите само 500 милиони и така натаму. Така што сето тоа е. Од друга страна, убаво рековте, кога Русија почна да влегува во Африка, паралелно со Кина, последниве 15 години интензивно се влегува тамо, и да не забораваме дека во Мали или Централно Африканската република беше во Мали беше активен нели Вагнер, групацијата Вагнер, платеници кои што практично паралелно со НАТО војската француска тамо нели имаше интервенција. Па се повлекаа французите од таму и го избркаа Франција, и Макрон му е многу лут на Путин, на Русија, и неговиот однос кон Русија е диктиран и од она што на Франција се случи во Африка. Да. На Франција се случи во Африка затоа што многу во Мали дури рекле дека ќе го забранат изучувањето, иако е таа франкофонска, ќе го забранат изучувањето на францускиот јазик, што е голем удар за Франција, мислам воопшто за политиката на Франција. Но сега денес ќе се одржи 27 денес, ќе почне во Санкт Петербург самитот Африка-Русија. Ќе трае денес и утре, и вчера веќе пристигна египетскиот председател, ќе дојдат 17 лидери, председатели, 17 ќе дојдат премиери, ќе дојдат на ниво некој на министри, некој на ниво на амбасадори, на 5 држави нема да дојдат, се разбира, како последица од затоа што Америка и Франција притиска да не доаѓаат во Санкт Петербург, и нормално сето тоа си дава резултати. Место да дојде председателот, ќе го прати премиерот, или нема премиерот, или министерот ќе го пратат, така што значи нема цело сите председатели на Африка да бидат денес и утре во Санкт Петербург, но сепак тоа е голема работа што ќе се одржи овој самит. Ќе даде до знаење дека сепак Русија полека успева некако да се врати, затоа што да не забораваме, Русија
по времето на Борис Елцин ја загуби Африка и тие наредните години после тоа. Во меѓувреме многу влезе Кина. Кина е сега таму доминантна. Кина е најдоминантна во Малкумиле го знаат тоа, да. Дека имаат и војни бази дури, во Џибути, ако не се лажам. Во Џибути, да, имаат и војна база. И дека Русија е втората, американците не знаат што да прават, сега се обидуваат, тие се обидуваат, не знаат тие што сакат и што да прават. Меѓутоа прашање е колку ќе успеат. Јас како илустрација ќе го кажам, нека имаше самит во Брисел, Латинска Америка и Русија. И Европска унија. Пардон, Европска унија и Латинска Америка во Брисел имаше самит. И на самитот не може да се договорат во декларацијата, затоа што Европа инсистира секаде, како што Америка, да се осуди руската агресија, руските трупи да се повлечат и така натаму. Овие им река, чекате, полека, вика, не е времето, вика, као вие која доминиравте во светот, која диктиравте. И сето се во декларацијата ставија дека се осудуваат такви насилства, оното, работа која што, или дека се повикува по мирен пат да се почитуваат по поеловата на Обединетите нации и така натаму, работа која што и Русија ќе речи, па и ние сме за тоа, или Кина е исто за такви односи, за почитување на повелбата на Обединетите нации. Така што не ми е сеето на Западот. И сега ме интересира, овдека влегуваме во една многу важен домен. Една од главните стратегии, ми се чини на Западот, пред се на САД беше кога започна војната, Русија да се изолира максимално што може. И се покажува дека со Латинска Америка, со Африка, со источните земји тоа оди тешко. И веројатно главниот пробив се прави преку Кина, кога зборуваме за Русија. Меѓутоа објективно, целиот западен свет, кога мислиме на западен свет, практично мислиме на сите земји од Украина на запад, па до Австралија и Нов Зеланд, сите се унисони. Русија е непријател и сега ме интересира, вие сте биле во Москва повеќе години, во времето кога Русија влегуваше практично во западниот свет, се враќаше таму. Колку руското општество е подготвено, психички, ментално, филозофски, како сакаме, да издржи без западната култура, западната цивилизација на која што смета дека и припаѓа. Едно да бидете пријател со Џибути, друго е со Франција, тоа беше збор. Русија, видите, тука е грешката на Западот после распадот на Советскиот сојуз. Тогаш Џорџ Буш постариот рече, ние победивме сега, Русија е на колена, ние ќе диктираме што сакаме ќе правиме. Дури и Борис Елцин, кој беше со Бил Клинтон, кој беа као пријатели, настојуваше да ја повлече Русија, да ја повлече, да ја внесе во Западот, Путин после кога дојде дури инсистираше дали може Русија да стане член на НАТО. Меѓутоа големите победници не сакаат такво нешто да направат, веројатно имале други цели, дали се овие војни сега таа цел, јас не можам да кажам. И работите отидоа таму, што тие ја свртеа Русија кон Кина. Веќе имате луѓе кои што беа, да речеме, имаше еден директор на Институтот за САД и Канада во Русија, кој што беше проамерички тип, значи прозападен човек. Тој во неговите текстови, се неговите пишувања, е цврст заложник за вртење на Русија кон Истокот. И практично сега Русија тие со ваквиот однос со Западот се сврте кон Истокот. Не еве ги спомнавте овие мерките што беа економските мерки. Се што беа воведени санкциите, гасот место да оди на Запад, сега отиде во Кина, отиде во Индија. Русија не ги добива тие пари, бидејќи во војна не може да ги добиеш реалните цени, мораш да даваш од дисконт по 30, по 50% проценти, меѓутоа работи, извезува, остварува приходи. Тоа е политички поглед. Ова е една перцепција, мојата перцепција, тоа што ги гледам листите на увоз на руски енергенси во западните земји, дека голем дел од нив имаат зголемено купување на руски газ и нафта во последниве година и по кога почна војната. И Америка купува руски литиум, таму што купува. Америка, да, така е, во право се. Нуклеарното оружје, посебно при тоа никогаш не запре. Момировски во право се, ама тие купуваат сега
бидејќи гасоводите ги урна таму што ги урна, нели ги Северен крена поток, да, 1 и 2, да. Дизу крајна што да само еден работи, другите низ Полска што беше исто така не работи. Меѓутоа, да не забораваме, руски има големи наоѓалишта на Арктикот горе во северниот дел и каде што имаат течен газ. Практично таму има го втечнува на газот и овие земји што ги спомнате западните купуваат течен газ. Јапонија огромни количества, дури има Јапонија и инвестиции. Многу земји се повлека од инвестициите што ги има. А јапонците прво се двумеа, па не, ќе остана затоа што ќе добиваат тука нека им Арктикот по морето долу во Јапонија газот доаѓа преку спорните Курилски острови. Па Што е посебна приказна. Добро, Курилските острови се веќе затворена приказна Русија кога го затвори приказната вопшто веќе не се затворена. Не е затворена, таа уште е отворена и ќе биде отворена, меѓутоа ќе биде можеби да речеме работа за пазарење. За пазарење. Да, но тоа е друга тема. Тоа е друга тема. Јас сакам да се вратам повторно на човечкиот момент, можеби не се разбрахме претходно. Политичката одлука на Русија беше јасна, мора да се сврти кон истокот, нема што да прави едноставно. Западот не ја сака. Не мора, него Западот ја натера да се сврти. Иначе таа Русија сакаше со Западот да комуницира, меѓутоа и економски тоа е таа принуда се остварува. Јас зборам за обичниот човек. Еден човек што живее во Москва, во Петербург, не знам, во Ростов на Дон, во Воронеж. Тој човек сега треба да прифати дека наредните десетици години нема да биде пожелен во Европа. Каде и доди во Европа ќе го гледат како агресивец од истокот. Ќе оди во Иран, каде што ќе биде пријателски расположен народот кон него. За тој ментален момент разговарам. Знаете што во Русија уште на времето, уште 19-тиот век имало и во литературата и вака дебати се воделе дали Русија и припаѓа на истокот или Русија припаѓа на западот. Имате за тоа и Достоевски зборува. Да, имате голем број писатели кои што живееле на запад, ама пишувале за истокот. И знаете вие ше тогаш дека најголемите уметници оделе во Франција, оделе во Германија, оделе во Италија, оделе таму живееле. Меѓутоа тие и сега може да дојдат, меѓутоа односот кон нив не е баш, мислам, со таа кампања што е на западот против се што е руско, и односот кон обичните руси, вие сме сведоци сите, дури ги забранува во театрите представите од руски автори или музички композиции од руските прочуени композитори беа забранувани дека биле руски, меѓутоа ја мислам дека ќе помине некоја година, ова нема да прекине, еви утре да речеме, да прекине војната, последиците и враќањето во нормална состојба може ќе треба 10 години. Олаф Шолц го рече истото, Макрон го рече истото, дека времето на пријателски односи меѓу Русија и Западот е завршено за многу долг период. Нормално, затоа што се водела војна, гинат луѓе и Западот, прво Западот не е подготвен. Западот не е подготвен, ако се сеќавате, Макрон на времето и како рече дека мозокот на НАТО е мртов и треба нешто да презее. Меѓутоа со оваа војна оживеа НАТО, па дури се прошири Финска и Шведска влева, држави кои се Ердоган се согласи некако. Потоа излезе дека се согласи сушто заради оние F-16. Не, Ердоган, сите се пазат, затоа и Приеска го спомна. Интересот е најбитна работа. Интересот е. Ердоган од интерес го направи тоа со Шведска и уште не е, па внимавајте. Ја затоа малку Не е завршена таа работа. Не е завршена, приказната со Шведска не е завршена, треба во парламентот. Рекоа до есен ќе видиме до есен како што се развиваат работите во Данска, во Шведска внатре. Не знаеме како ќе биде. Но потоа рекоа да американците дозволиле 40 F-16 да се. Ама добро, па тоа е пазарење. Има изјава дека нема да можат наскоро да бидат испорачани, пошто Ердоган рече дека тогаш ќе решава големото народно собрание во Анкара. Тогаш нема без негова дозвола да помине. Неверојатна приказна е ова. Не е неверојатно, не е неверојатно, интерес е, таа е членка на НАТО. Членка на НАТО е, меѓутоа си води своја... И Македонија е членка на НАТО, колега Мирчевски, меѓутоа ние тешко дека можеме да блокираме било што. Ама Македонија, оставите Македонија. Македонија не е спомнувате, Македонија е членка на НАТО. Македонија е само да пополни бројка таму, за да американците да го затворат тој Балкан во овој делот, и затоа влеговме во НАТО. Им беше потребно да
на Балканот нема држава која што ќе мисли да оди со Русија или кон Русија. Така да Освен Србија која што се уште лавира. И јас имам текст пред некоја година напишан дека ќе се чешаат русите кога Србија ќе влезе во НАТО, да знаете, дека не сега, но за некоја година и Србија ќе влезе во НАТО, затоа што така и природно е да Русија далеко. Нормално немаше. Американецот како дојде, рече ни треба НАТО, вака ќе направите ова, и не вставија во НАТО. И готово. Меѓутоа, Сега околу раниот да се вратиме, Франција, например, тука не може да кажам дека лицемерие дволично заради тоа што рековме, за интереси се работи, меѓутоа навистина е чудно. Водите војна, велите нема да бидеме веќе пријатели десетици години со Русија, а во исто време немате никаков проблем да увезувате ураниум и да бидете најмоćната енергетска земја членка во Европската унија, заради тоа што Франција е единствена која што има таков капацитет со атомските централи, нели? И сега, јас разбирам интерес Адамчевски, ама тогаш треба да се каже дека ама лицемерството, двојните стандарди, се е присутно во политика. Тоа е политика. Не е политика она што ја се често пати се враќам ние кога се распаѓаше Југославија, леле, доаѓа сега демократија, ќе видам ја демократијата од книги што сме читали, што сме готово, викам, сега ќе видам. Еве, гледате од таа демократија до кај сме стигнати. Така што има многу дволичност, има многу двојни стандарди, има многу лицемерие во политиките, има многу интереси. Франција, еве, Newsweek пред кога прочитав пред месец, прочитав 3 месеци правеле новинарите истражување за соработката овие месеци и години додека трае војна, соработката меѓу ЦИА и руската нивна служба. И све се води само да не дојде до ескалација. Стално се на телефон, стално се на... Да, ќе даваме ние оружје, вие ќе напаѓате ова, ама гледате да не направиме нешто ова. Наврска се. А војна водат од друга страна. Тоа се интересите. Не е во интерес да ескалира војната и да бидат доведени едните или другите во соцева да размислуваат дали да притиснат на црвеното копче или да не притиснат. Јас мислам дека тоа нема да се случи. Околу тоа што рековте, вие Западот го обвинувате дека не прифатил руските барања. Од друга страна, не можеме да премолчиме дека во Русија нема демократија каква што има и ова нашава... Ама чекайте се, зборуваме за Украина, ситуацијата Русија-Запад или за демократијата? Демократија е посебно прашање. Ако земете вие сега, знаете во Америка какви движења сега се формираат и кои луѓе кои што тврдат дека во Америка нема демократија. Американци, не тврдам јас. Значи јас ова што го читам. Луѓе кои што тврдат дека Америка е поделена. Па во Русија нема демократија. Што се последиците? Сега ќе го поврзам тоа што го поставте, што го загатнавте со војната. Во Русија во моментов се воведува тоталитарен режим. Во Украина во моментов се воведува авторитарен режим. Нема демократија. Зеленски беше против градоначалникот на Киев. Кличко. Беше подготвен да го смени. Дигна телефонот Запад, така пишуваат украински избори, го притиснале, не смеш ти да го менуваш него. Има многу луѓе затворени под истраги. Генералот, главниот Залужни едно време го народот го сака, па овој комплекс глумецов има добиено дека може да биде. Така и сега полека им се јавуваат кај него такви авторитарни манифестации. Додека во Русија веќе се зборува за тоталитарност. Значи не е Русија авторитарна. Вие бевте во Москва од 93 до 99 година. Најдемократска која беше. Кога имаше демократија. И тогаш зборувавме за лидерот на комунистите, Зјуганов, зборувавме за Лебедев, ако се сеќавам добро. Генерал Лебед, да. Лебед, да. Имаше, значи, низа опозицијски лидери. Сега единствениот Навални, за кој што еве ние знаеме,
Во затвор Во затвор е. долги години и сега му се заканува до Уште животна 20. казна затвор, уште Па нема 20 да излезе, закана да. таму, да. Затоа реков тоталитарен режим во Русија. Се воспоставува тоталитарен режим. Тоа е Сакам да многу- кажам, Западот колку може реално да ја прими Русија барањето на Путин да влезе во НАТО, кога вие во вашата земја за Русија зборувам објективно немате демократија. Сепак Да, некакви ма стандарди тие кога постојат. бараше Русија да влезе во НАТО или многу поблиска соработка со НАТО, тогаш НАТО ја одби Русија. Значи кога беше да речеме Борис Елцин или Путин во првите години, кога беше. Значи не беше оваква ситуација. Русија почна авторитарно да се однесува после 2000 кога заврши со Чеченија, работи кога заврши со Чеченија и од 2007 на во Минхен, кога го одржа говорот Путин кој им рече до кај ќе се ширите вие со НАТО, знаете. Кога најави што ќе се случува, практично да. И дури се сеќавате тогаш река леле Путин најави нова студена војна. Следната 2008 година Саакашвили поттикнат од се занесе дека може, тоа има Тој поддршка грузинскиот од председател, Америка, ја ќе нападам сега чеже, и русите влега на 30 км од Тбилиси, да не беше Саркози, мислам, беше францускиот председател, да не беше, ќе влезеше во Тбилиси. Интересна е судбината на тој Саакашвили, моментално е во затвор Во и во затвор е, многу тама- и во многу лоша здравствена состојба. Украина се обидува да го Не, извади. некој вика дека е во лоша, меѓутоа грузинските, дури председателката на Грузија е против помилувањето, иако е таа антируски Антируски расположена е, да. расположена, меѓутоа тој си одговара за други работи кои што се ги За напишат корупција, кривични дела. Не, кривични дела, илегално влезе во ова, во Грузија, се врати од Украина, илегално влезе и се сметаше дека ќе подготвува пуч или не знам, мој го ставија во затвор, мислам дека 7 години осуден. И сега се прават притисоци. Меѓутоа, Само да потсетиме дека најголемата група на странски војници во Украина е токму од Грузија. Па, Полска и Грузија, Полска да. и Полска и втора. Грузија. Грузинците Добре, се има. најрадикални, да речеме. Не, има и американци, тие да речеме што се маринци, што биле или на специјалните сили припадници, имаме во цел свет секаде имаш кучиња од на војната, како се вика тие кои што знае само да војува, не знае друго да работи. И оди од фронт на фронт. И тие знаете, имавме и ние наши луѓе кои што беа војува, па после одеа да обезбедуваат во Африка, во Ирак, во на бродови и така натаму. Тоа си се тие такви Тој што луѓе може се, да плати, Па тоа за пара оди, тој за пари, никој не оди од идеологија или од што сака да го заштити украинскиот народ, им е гален, им се украинскиот народ. Тие би се бореле за пари. Многу возбудив разговор со колегата Мирча Азанчевски, мора да побараме кратка пауза за реклами, па се враќаме. Продолжуваме со многу интересниот разговор со колегата Мирча Адамчевски, човекот што тоа како ја познава геополитичката ситуација во светот и со кој човекот што бил своевремено дописник од Москва и кој што многу знае за конфликтот што во моментот се случува на истокот на Европа. Го тереме овој разговор и во воена смисла, и во политичка смисла, и во доктринарна смисла, да речеме, Горан се интересираше околу состојбата на најпознатиот политички затвореник практично во Русија, тоа е опозициониот лидер Навални, кој што сега добива нови можности за нови 20 години затвор и така натаму, човекот веројатно нема да излезе од затвор ако остане ова власт во Русија. Се уште формално има во Русија партии од сите видови, од сите провениенци, меѓутоа единствена Русија е таа што жари и пали, таа што контролира се. Тоа е партијата на Путин. мене дилемата, ако ми дозволите, ми беше зошто Путин игра толку жестоко со Навални, кога објективно Навални нема можност да дојде да освои било што во Русија. Дали Путин се плаши дека вирусот Навални може да ја зафати целата држава, или пак Навални навистина е моќен играч и може да победи на избори. Тука беше дилемата. Знаете што, Навални имаше многу истраги околу корупцијата. Русија е корумпирано општество, као сите посткомунистички општества што Освен има Македонија, периоди, освен Македонија. Што имаат и корупцијата ги откри и врските и кои се и што се, како се и пишуваше и за Путин и за неговите луѓе блиски кои што се мафијашите во буквална смисла. И го ставија тогаш во затвор. Иначе да не забораваме дека Навални не го сака во Украина, не го сака и на Запад, не го сака затоа што
имаше, да речеме, тој викаше дека Крим е руски, беше приврзаник за така руска идеја. Меѓутоа, со тек на време човекот еволуираше и се префли на друг колосек и стана еден од водачите на опозицијата. Зашто во Русија иначе овие сегашниве партии не ги спомнуваат комунистичка партија другите, тие повеќе за да креваат раце. Тако беше во моје време Жириновски. Жириновски цело време ќе критикува политиката на Елцин, ќе збори ова, ама кога ќе требаш се гласа во думата, прв за Жириновски, за председател Жириновски. Така и сега и овие што се креваат раце и едните и другите и третите опозициери. На Русија и требаат милион луѓе као Навални. Навални може да мотивира, може да собере, меѓутоа тој е сам како единка не може ништо да направи. Тој имаше своји представници широм Русија, сите тие се или прогонети, избегани од Русија се, или се ставени во затвор. Така што во корен е сосечена. Очигледно Русија, односно Путин, има страф од Навални. Дека може да го мотивира општеството. Да не забораваме дека Навални тогаш котираше доста високо и на избори, мислам, којши дали беа локални или избори. Сам регионални избори. Имаше 20 и нешто проценти добиено, што ниедна партија, друга освен оваа која што е единствена Русија, има се разбира под диктат, има монопол во власта и се знае како се користат административни ресурси за избори, кога се местат избори. Контрола на медиумите е апсолутна. Се што. Така што значи требаат милион Навални, милион такви луѓе кои што со таа идеја ќе видат или со таа цел ќе видат дека треба да се промени власта. 24-та година ќе има избори сега во Русија, ќе има избори, треба да има во Украина, ќе има избори во Америка. Рекоа дека додека не заврши војната, дај Боже да заврши што. Не, во уставот пише додека има војна состојба нема избори. Да, тоа го кажа. Така пише. Зеленски го кажа. Не, така има. И сега на Зеленски не му одговара, исто и нему, затоа што ви кажа во тие авторитарни негови настапи може да се јави залужни генерал да се имаат еден боксер шампион Усик, кој што е светски шампион, тој дали на шега, дали пола, во секоја шега има пола вистина, вика ја ќе се кандидирам за председател на Украина. Така што Јулија Тимошенко сега гледам се појавува повторно на пресконференции, пронешната премиерка. Пред време беше во Дубај. Како и да е. Ајде бидејќи полека времето не гази, сакам што повеќе теми да пополниме во случајов со голем познавач како вас. Во моментот се случува таа фамозна контраофанзива на украинската армија, веќе 50 дена трае, меѓутоа до сега... Не, од 4 јули, сега не знам колку има. Па отприлика 50 дена. 50, да. Значи за 50 дена нема некој успех, барем според она што очекуваа можеби на Западот. Тоа е едниот аспект што ме интересира, а вториот аспект што ме интересира е многу важен за многумина нејасен случајот со Евгений Пригожин, односно со неговиот Вагнер. Просто неверојатно, еве да влеземе со тоа, звучи дека во една таква држава како Русија, во која што чини дека Путин се контролира, и дека човек кој што порно бил во безбедносните структури и кој што е апсолутно ги знае сите вештини на одржување на власт, успеа Пригожин, значи платеник заедно со неговите војници, да влезе во два големи градови, да трне кон Москва и речиси никој да не се обиде да го запре. Па не може да го запреш затоа што Пригожин стана една фигура која што го поддржуваат многумина во Русија, затоа што медиумите, да не забораваме, Пригожин има свој медиум, еден куп, има своји телеграм канали, има, значи, вие знаете дека Америка беше уплашена и викаше дека кога беше изборот на Трамп, дека Пригожин успеал преку неговите ботови низ ширум светот да носат, да шири невистини за Америка и така да сето тоа има голема вистина во тоа и тој самиот се јавуваше, иако тој никој пат не водел војска, никој пат не служил, не знам, може и послужил војска, меѓутоа не бил офицер. Меѓутоа, да не забораваме, со голема поддршка, Путин некни кога беше после бунтот кажа дека му дале 90 и не знам колку милиарди рубли. Да, оружје руско, не знам, пари,
да се плати таа професионална Но армија. Вагнер се испостави дека е врвно организирана армија сама за себе. Може би најдобра единица што имаат руси. Не е таму главен Пригожин, главни се полковници и кои што поминале и низ Афганистан, поминале низ во специјални вооружени сили во Русија, значи обучени луѓе, не се тоа некој од улица собрани. Дилетанти, да. Ај тие што ги собира од затвори, ги собираш, им треба топовско место за Бахмут или за другото. Меѓутоа, главните се многу солидни луѓе, главните луѓе, мислам, офицерите од Вагнер. И Пригожин мислам дека се обиде нешто да направи, затоа што тој беше многу незадоволен од министерот за одбрана Шојгу и од началникот на генералниот штаб Герасимов, дека наводно тие лоше ја водат војната, дека многу гинат руси, дека не му даваат оружје. И потоа колатерална штета за Суровикин веројатно. И на крајот колатерална штета крите за Суровикин генералот. Ама не, ќе видиме, Суровикин е една фигура, тој не е некоја голема фигура. Меѓутоа, поентата е, влезе во Ростов, никој не го сопре, влезе и во штабот на Јужниот воен округ. Неверојатно е таа работа. Но го сопре, дали го сопре, како го сопре, велат дека Путин дури и бил збунет, не знал како да реагира, такви има и такви кажувања има, но како и да е, не успеа и јас мислам дека Путин нема да му го прости ова, затоа што знаете, во Русија царевите на времето кој било, тоа е руската традиција, царевите бунтовниците кои што биле против нив ги праќале, како вика, сургот, неколку илјади километри од што се семејства, што се свее во Сибир. И таму има, во историјата руски има многу такви работи, или убиени. Јас дури сметам дека Путин нема да му го прости ова, сега колку тој ги собра сите таму кај него во Кремљ, сите и кажа што треба да направат, дека треба дојдете во војската, а не дојдете ваму. И сите климаат, вика, со главата, само Пригожин не потврдува и вика нема додима, не ги гледа, вика, тие беше бил седнат напред, не ги гледа тие заедно дека се согласуваат со климање со главата, согласуваат со Путин. Веројатно тука се замеши. Со работниците на Пригожин се согласуваат со Путин, да, тие Пригожин, Пригожин напред седи, не гледа дека клема. И сега веројатно тука е компромис направен, ги пратија во Белорусија. Но мислам дека Путин некни го затвори Гиркин. Тој е еден од луѓето први кои што влегоа 2014 во Украина да ги бранат русите од страна на националистите украински. Игор Стрелков или Гиркин. Да, Стрелков и Гиркин е така наречен. Што е прилично голем херој тамо беше долго време. Па така го смета херој и прв министер за одбрана, да речеме, на таа Донецката или Луганската република, таму на тие, не едно ним, да. И сега, ама Гиркин нема перде на јазикот и го обвинуваше Путин за многу работи. Дори Путин, значи не само што ги обвинуваше генералите, него го обвинуваше и председателот. И сега го собра у затвор, наводно ќе го обвинуваат за навреда на воените сили или не знам зашто. Меѓутоа тој таму нема да молчи. Претходно имаше еден друг генерал, мислам полковник Квачков, кој што беше обвинет на времето за обид за атентат на Чубајс. Анатолиј Чубајс, да. Да, и тогаш го одлежа нешто затвор, па го пуштија, па и некни го апсија и него. Значи има во Русија опозиција милитантно настроена и царот ако сака да остане на власт, тој мора да ги стави во затвор или ги протера многу подалеку од Москва. Така мислам дека и Пригожин нема да биде оставен. Да, но интересен беше моментот кога Пригожин тргна на Москва, нели? Ја мислам дека тоа беше се наместено, дека немаше таква намера, но интересно беше како коментира дел од западните коментатори, велат ако треба Пригожин да дојде да освои Русија и да владее со Русија, тој е 10 пати полош колку Путин. Подобро со Путин ќе се договараме како така, не оди работата. Па тоа затоа реков дека значи постојат милитантно настроени генерали као Пригожин, не Пригожин не е генерал, него личности. Еве Гиркин, тој Квачков и други трети има многу. Па веројатно има и во армијата луѓе, па тука еве го спомнавте вие и Суровикин, кој што го иако уште одма дента Суровикин излезе јавно и го осуди. Дури имаше и автомат со себе.
го осуди и повака Пригожин, како се однесувањето на Пригожин јавно, така што значи има сили кои што не се задоволни, сакаат тие да ако може Украина да се да се освои до краја под нема цена ни на жртви ни на се и се што, а за таа работа треба да се смени или врховниот командант Путин или началникот на генералштабот или министерот за одбрана или сите тројца. Сега, тоа се очекувањата на руската страна сватливи. Од друга страна, украинската страна, бидејќи наистина доаѓаме веќе до финалето на емисијата, украинската страна многу долго време се подготвуваше за контраофанзива, месеци и месеци беше најавувана. Пред неколку дена американците рекоа дадовме се што можеше да се даде, се што им требаше и недостасуваат авиони очигледно. Дури и ракети со висок домет добија оние Storm Shadow од Британија, сега и француската варијанта ја добиваат. Американците се мислат со нивната, меѓутоа се чини дека после 50 дена од прилика многу крвави борби, нема напредок на фронтот, барем нема суштински. Па сите викаат дека нема напредок, меѓутоа знаете Русија тој период го искористи тие за одбрана и веќе има мислам 3 линии на одбрана и тешко тие се пробиваат. Меѓутоа украинците добиваат оружје и ќе добиваат ново оружје. Гледаме американците да секои 2 недели по 500 милиони долари, милиарда долари да даваат оружје. Тој началникот на штабот на американците, генералот Мили, рече да, крваво ќе биде сето ова, меѓутоа ќе трае неколку месеци. Сега прашањето е дали може јавноста во Украина или јавноста во Русија да издржат, или во Украина јавноста, дали може да издржи да ја плати таа голема цена на човечки загуби. Значи, рече тоа, денес баш читав еден офицер украински долу на Запорожје, вика, направивме нешто како мелница, вика, ги мелиме русите, ама тие, вика, носат нови луѓе одзади, нови резерви, која ќе ги сомелиме и тие, вика, и ќе можеме тогаш, а да ги сомелат и едните, и другите, и трети, ако дојат после, значи тоа треба време. И резултатите од контраофанзивата, мислам, че некаде септември или октомври ќе може да се зборува дали е успешна или не е успешна. И пак русите сега на северот и прават тие контраофанзива горе, така што и таму има жртви. Прилично голема територија, 20 на километри, прилично голема територија. Стоја на линија горе, Русија пробива во голема територија. Да, тука имаше некои аналитичари, ви кажам што сум читал аналитичари, дека Русија може да се обиде и Харков да го освои, таму да влезе доле према Запорожје, на југот. Добро, и последно прашање за вечерва, барем од мене. Колку мислите во оваа војна? Зеленски неколку пати рече оваа војна за нас е борба екзистенцијална. Значи или ќе победиме или ќе не нема. Веројатно и руската логика е слична, или ќе ја добиеме Украина или нема да има Русија. Во такви околности, во еден таков радикален судир, значи безкомпромисен. Кој според вас би можел да има повеќе волја, повеќе сила, повеќе енергија, повеќе психолошка способност да го издржи се тоа? Или е премногу тешко да се зборува за тоа? Не бе, Америка е главна. Тука Америка која ќе каже, ќе им рече на украинците, ајде доста гиневте, и ќе им прати порака преку ЦИА на русите, ајде доста и вие гиневте, ајде седнувате, договарајте се. Америка е главниот фактор, Америка е таа што практично не дозволи, да не забораваме дека лани во март во Истанбул беше постигнат договор за прекин на војните. Сега излегуваат конкретни документи. Русите почнаа да се повлекуваат од Киев, од таму Буча, кај што беа тие градовите. Од Суми, од Чернигов, да. Од Сума исто така се повлекува, меѓутоа американците и Британија рекоа, Америка, Британија и Франција им рекле на украинците, нема да го прифатите овој договор. Ние ќе ви помогнеме. Еве помошта на дело, па ќе видиме сега. Затоа рековте Америка, ако некој може да го спречи Америка, која ќе каже, тога ќе заврши војната. До тога ќе се трошат и пари американски, но да не забораваме, па 2024 година во Америка има председателски избори, ни еден председател не сака да ги има товарот од украинската војна на својот грб. Станува збор за стотина милиарди американски долари помош, тоа се огромни пари за Америка. Да, затоа токму тоа е реакцијата на републиканците, ние имаме сиромаштија во Америка, ве гледате во Америка од најелитните квартови долу има бездомници сместени и колку има луѓе
Дури во сиромашни. она патеката со зезите, булеварот Во Лос Анџелес, да. Лос Анџелес, Во Холивуд, во пак. Холивуд има Па тоа е, па сакам луѓе да кои кажам што- дека ме реагираат републиканците. Што таму вика за некој Украина, кај нас викал дека луѓето нема што да јадат, нема. Така што мислам дека 2024 година ќе биде и за Путин, бидејќи тој ќе има избори, тој веројатно ќе се кандидира, затоа што не гледам некој друг да не се кандидира. А ако се кандидира, ќе има право на нови, бидејќи тие му ги анулираа претходните мандати, ќе има 2 нови мандата, тоа до 2036 година. Уште не знам колку американски председатели Ќе се сменат, да. поминат. Мирче Адамчевски, благодариме за вечерното гостување. Имаше многу прашања, но времето веќе не истече. Се надам повторно ќе имаме прилика. Да, ви благодарам уште еднаш на поканата. Да. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Утре во 15 часот следува репризното издание на оваа емисија. Јас сигуран ќе ви се јавиме повторно во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.